3 јули 2025 година, Струмица. Гори градската депонија, горат диви депонии. Се упативме кон една од нив. Добро, Ѓорги, забележавме чат за кој што се сомневате дека потекнува повторно одгорење на некаков отпад. Каде се упатуваме? Каде одиме во моментов? Моментално одиме во насока на чадот, значи го ловиме на лице место, да видиме ствари што се гори, но со оглед на ова што го гледаме пред нас, ми се чини дека е многу поголемо од тоа што мислиме. Реално, сега се наоѓаме во Василево, но најверојатно ќе биде на излезот од Василево некаде. Прашање е што ќе најдеме таму и што ќе видиме дека гори. Често пати ли го прават тоа активистите? Да, се движат по... Имаме многу вакви снимки. Често одиме во живо, кога тераме вакви работи со цел да предизвикаме реакција на институциите, на властите, да преземат нешто. И имало ли? Се реагирало ли? Излекувале ли на терен? Само пожарникарите. И за жал, ова го гледаме како бескрајна врканица, каде што се врка по пожара, не се работи на превенција. Кога викам превенција, мислам на тоа да земе полицијата да апси и репресивните мерки да почнат да функционираат, зашто се што правиме сега, изиграваме детективи и пожарникари, а не е тоа поентата. Че видите, това тук ще го гледаме, как се запаля, кима. И најчесто тука горат работи што ги прикриват со... Да, на депониите, да. Ќе донесат камион, жици, кабли, шо и да, и ќе го изнамаскират со тоа. Се упативме кон дивата депонија на која се слушаа експлозии. При пристигнувањето можевме да видиме како аеросолни пакувања летаат во воздух. Од безбедна далечина ги направивме овие снимки, додека се повикуваа полицијата и пожарната да излезат на терен. Ало, здраво. Да пријавам пожар кај Василево. Значи, депонија горе, што да ви кажам, пука, свашта има. Смрде. Днес нема тука екипи да ќе горе. Додека чекавме институциите да дојдат на дивата депонија, ни пристапи жител на Василево. Стравувајќи за своето работно место, одлучи анонимно да посведочи дека постојано доаѓале возила, кои нелегално истоварале отпад по што се случувал пожар. Бидејќи не се преземале мерки, се пријавило и кај градоначалникот на Василево, но депонијата и покрај тоа повторно горела. Значи, таа депонија тука горе веќе па повеќе од месец време. Што мислите, кој ја пали депонијата? Кој се движи тука? А тук се движат, има луѓе што збират старо железо, пластика, најломи. Сумле, многу никде не се пали. Сигурно само не може да се пали. Тука многу мирисе, значи многу смрде. А зошто ја палат? Значи, Па е палат тие тука горат каблови. Асфалтот не можам да го запаля. Тука има асфалт, тука има плочки, тука има земја, значи. А таму на таа страна има таков домашен отпад. Најлом кесиња, шишиња пластични, такви работи. И тоа го палат они и си горат бакар таму. Овде гледаме асфалт. Тоа значи дека општината го носи отпадот. Не знам кој ги носи. Не знам. Кој може овој асфалт од улица да го доноси? Не знам. Тоа не знам, некои фирми ли се. Не знам. Двајца полицајци дојдоа и се тврдеше дека пожарот бил пријавен и пред повеќе од час и половина, бидејќи горело и на другата страна од депонијата. Еден од полицајците му се обрати на жителот од Василево дека депонијата е негова, бидејќи живее во тоа струмичко село. Оваа депонија претпоставувам да сите што живеат
во Струмица, не е само. Јас не знам, јас мислам човекот од Василево, тоа кажа. Не, ама дури и да е од Василево, дали е тоа негова депонија или тоа е проблем на Струмица? Општина Василево. А не на селаните овдека. Пошто овде има цела улица фрлена. Ова асфалтов не е од селаниве, така? Ое, попот за канализација, ти не си утек изгледа. Од кого е, не ве разбрав? Василево попот за канализација. Значи општината го донела да биво го фрлина. Општината Василево доби околу 28 милиони денари или околу 460.000 евра од унгарскиот заем за изградба на околу 4 километри канализација. Во електронскиот систем за јавни набавки се наоѓаат различни фирми кои работеле на изградба на канализацијата и на патиштата во општината. Одговор на поставеното прашање каде бил фрлен асфалтот, општина Василево не ни даде. Градежните активности се спроведени во мандатот на староновиот градоначалник на Василево од ВМРО ДПМНЕ, Славе Андонов. На запалената депонија во Василево пожарната дојде по 40 минути од нашето пријавување. За да го направиме интервјуто со струмичкиот екоактивист, се поместивме од местото на пожарот, но воздухот во целото опкружување беше екстремно загаден. Ова што го дишеме моментално, иако сме малце подалеку, сепак укажува дека не се работи за дрвна маса, него се работи за пластика, за метали, за кој знае што се. Не, и тоа е оно што го викаме PM, ги гледаме воздухот што го дишеме, PM честички. Но оно што е страшното е химикалиите што се ги дишеме моментално. Ние се тровиме со кој знае какви поливинил хлориди, кој знае тука може има и многу нешта што не ги знаеме зашто е депонија сепак. Фурани, диоксини, сето ова што е најканцерогено, најотровно. Се оно што предизвикува смрт и намалување на здравјето кај целата популација, ние моментално го дишиме. Наше мислење е дека се работи за високо организиран криминал, бидејќи сепак за такво нешто да се функционира, мора да биде доходовно. Дали ова доходовно? Апсолутно да. Значи, сведоци сме дека само во Струмица има фирми кои што заработуваат над 7,5 милиона евра секоја година приходи од бакар и тие работи. И кај го наоѓа тој бакар? Тоа е прашање што никој не иска да го одговори. И во исто време, истражните органи како да спијат, нема уапсени, нема ништо. Значи нема нешто што ќе покрене се работи за нешто што ги загрозува сите. Сите го дишеме ова. Наше сомневање дека влегува од некаде нешто што треба да се изгори, ќе го распоредават кај треба, дистрибуирано зборувам, и имаме сега фабрики за рециклажа на бакар на отворен. Танушев гледа проблем и во работењето на царината, која треба да биде бариерата за нелегалниот транспорт на отпадот, и открива информација што им била споделена од Министерството за животна средина. Вексен системот на царина може се да декларира. Но како е навистина на терен, треба да отворите, да видите, да сте експерт за таа работа и да знаете. А јас се сомнам дека тоа е можно затоа што нашите инспектори немаат ниту основни алатки за мерење. Кој ќе тебе ќе ти брка во камионите со отпад, па да знаеш што е, па како е, да го проверува. Не, тоа само поминува, оди кај што треба да оди и тука завршува се. Ќе ви кажем еден пример кој што се има случено пред 5-6 години. Тоа се од наши свиркачи во Министерството за животна средина. Приказната беше дека одреден службеник треба да потпише некаква увозна дозвола во тоа време, кој што се однесувала на опасен отпад да биде деклариран како неопасен отпад и со тоа да биде дозволен влез во Македонија. Службеникот одбил и го менува за 24 сата, доаѓа друг службеник на негово место, кој што потпишува таа дозвола и потоа се натаму тера. Изворот не им објаснил за каков опасен отпад станувало збор. Дека вработените кои работат на спречување на нелегални активности со отпад се соочуваат со притисоци, ни потврди и поранешната директорка на Државниот инспекторат за животна средина и екоактивистка Ана Петровска.
Таа смета дека разрешувањето од функцијата било резултат и на внатрепартиски игри, но и на притисок од криминалци и политичари. По заминувањето, препуштањето на кормилото на партијата Дом од страна на Лилјана Поповска, се создаде една нова динамика каде што луѓе со апетити, желба за моќ, манипулатори и така натака, беа заинтересирани за мојата позиција или на некој начин им прече. А од друга страна, како и да прашате било кој поранешен, па и актуелен директор на инспекторатот, секогаш има предупредувања, има насоки, каде смееш, каде не смееш да одиш и така натака. Значи, јас во секој случај си ја вршев работата честно и транспарентно и не секогаш се повинував на тие предупредувања. Значи, дури неколку дена пред моето разрешување имав препорака да не појдам на една локација во Штип. И не успеав да отидам на таа локација во Штип. Дали тие препораки доаѓаа од високи владини функционери или пак од криминални структури? Кој ги праќаше тие пораки? Јас мислам дека тоа е измешана работа, така да во позадина се секогаш бизнес интерес. Петровска беше директорка за време на втората влада на СДСМ и ДУИ, предводена од Зоран Заев. Ние не успеавме да го отвориме ова прашање во општина Шуто-Оризари, а во непосредна близина на Бардариште тогаш имаше складишта каде што едноставно ниту еден инспекцијски орган не се осудува да влезе, па дури ни милиција. Значи, Зошто? Зошто? Да ви кажам, тоа беше една црна дупка, значи јас кога ги прашував моите колеги зошто не се отвора тоа прашање, сите слегнуваа со раменици и велеа дека тоа е животно загрезувачки. Така да велам, значи тоа е информација од период 2020-2021 година. Дали Значи тоа причината била дека немаат соодветна заштитна опрема за да влезат таму. Не опрема, него едноставно се плашат дека ќе бидат нападнати. Има и такви состојби, има и такви ситуации каде што и здравието и животот на инспекторите, па дури на милиционерите е загрозен. Значи, не е едноставна работа, управувањето со отпад е многу елегантно, го нарекувам управување со отпад, но тоа е многу повеќе од тоа. Значи, навистина, тука има и бизнис, тука има и загадување, и има и нелегални активности кои што секоја институција надлежна треба да се одлучи, да најде начин да поставува и да се справува. Кога веќе не може ли да се влезе, значи нема никаков доказ, меѓутоа со самото тоа што се спречени органите да влезат на тие локации, значи едноставно таму постои нешто што не треба да биде открие. Трговијата со отпад може да биде составен дел на организираниот криминал. Она што криминолозите, кои што се и специјализирани за еколошки криминал, го велат, е дека трговијата со отпад и еколошкиот криминал не е независна гранка. Таа ги користи сите патишта и истите мрежи каде што се тргува, да кажеме, со наркотици или некои други нелегални трговски сделки. Така да, доколку се имаат информации за овие нелегални активности, многу лесно може да се дојде до информации за трговијата со отпад. Во документот Проценка на заканиот сериозен и организиран криминал, СОКТА 2025, за борбата со организираниот и сериозен криминал во периодот 2026-2029, објавен од Македонското биро за јавна безбедност во јуни годинава, стои дека идентификувани се 7 високоризични криминални мрежи кои делуваат меѓународно и на подрачје на Северна Македонија. Дел од организираните криминални групи, како и дел од македонските државјани со профил од висок ризик, се инволвирани и делуваат во меѓународна трговија со кокаин, кој се движи од Јужна Америка до Европа.
во меѓународните мрежи кои минуваат низ нашата земја. Присутни се и други форми на транснационален криминал, како што се трговијата со луѓе, нелегалниот транспорт на оружје, перење пари и криминал против животната средина и културното наследство. Членовите на мрежите се македонски државјани од албанска и македонска етничка припадност, кои соработуваат со странски државјани, најчесто албански, српски, црногорски, турски и бугарски државјани. Македонските мрежи соработуваат со криминални структури од земјите во целиот регион, но и пошироко, како што се Турција, Италија, Германија, Швајцарија и земји од Јужна Америка. Бирото за јавна безбедност нагласува дека еколошкиот криминал е присутен во повеќе облици и забележува пораст на кривичното дело загрозување на животната средина и природата со отпад. Во периодот од 2016 до 2019 биле регистрирани вкупно 15 такви случаи. Од 2020 до 2023 бројот на случаи со нелегални активности со отпад пораснал на 63. Криминалот со отпад бележи пораст со детекција на низа неправилности и злоупотреби од правните субјекти, кои се овластени за складирање, транспорт и работа со отпад. Нискиот животен стандард ги зголемува заканите во областа, при што еколошкиот криминал е цврсто испреплетен со легалниот бизнис, каде криминалната активност често се извршува со коруптивни методи, како и злоупотреби на овластувањата и надлежностите на јавниот сектор. Еколошкиот криминал во сите појавни форми ќе биде актуелен и во идниот период, за што се очекувани и нови предизвици во овој домен. Анализирани се информации од јануари 2020 до декември 2023 година, а содржани се и информации од 2024 година, кои се однесуваат на новите закани и национални приоритети. Констатиран е недоволно развиен мониторинг систем на животната средина, како и потреба за зајакнување на капацитетите и обезбедување механизми за мониторинг и спроведување на законите во областа. Забележани се елементи на системска и висока корупција, која продира во безбедносно-економскиот систем. Дел од криминалните структури успеваат да се инфилтрираат во државните институции, каде го зголемуваат своето влијание, вршат злоупотреба на овластувањата и ја попречуваат правдата и начелата за владење на правото. Во документот се наведува пример за поврзаноста на отпадот со шверцот на дрога, без да се наведе датумот на случајот. На граничниот премин Богородица во приколка помеѓу легалната стока, отпадна хартија, биле пронајдени и одземени околу 400 килограми марихуана, која била набавена од Косово, а требала да се пренесе преку Грција во Турција. Годинава во февруари и во октомври 2017 на гранични премини во Македонија е откриена марихуана сокриена во отпадна хартија за рециклирање, внесена од Косово. За конвергенцијата на криминалот, односно меѓусебното поврзување на различни криминални активности, во Белград разговаравме со Нена Милорадовиќ Биелица, која 14 години како виш обвинителен помошник се занимава со еколошки криминал. Во јануари 2025 година е избрана за јавен обвинител. Таа вели дека отпадот се увезува и минува низ Србија со лажни декларации. Илегални активности везани за организовани криминал, тоа е трговина људима, трговина наркотицима и трговина оружје. А отпад и трговина дивњим врстама е четврти најпрофитабилни облик илегалних криминалних делатности организованих криминалних група. И тоа е неспорно утврđено, био е извештај Европола и био е извештај Интерпола да е тоа четврта најлукративнија делатност по илегалној трговини и да постои еден облик пребацивања тих илегалних делатности. Ако sad su akcije otkrivanja droge, ajde sad malo da švercujemo oružje ili ćemo da se bavimo trgovinom ljudima, nažalost, ili trgovinom divljim vrsta i trgovinom otpada. To su generalno iste strukture, možda je neko specijaliziran za otpad. Znate da na jugu Italije mafija trguje otpadom i to je nesporno onaj grad gde je otkriveno veliki slučaj oboljevanja dece od kancera,
Значи, Камора е на југу Италија, градовима кои су још из добро време закопавало близини депонија опасен канцерогени отпад. Мислим, сваки опасен отпад е канцероген у неком смислу, али ту су се деца играла затоа што е близу населеnog места. И онда су временом почела баш мала деца да оболевају и нису знали шта е узрок, зашто баш у том делу, и то се зове она земља ватре. И onda kad je rađeno uzorkovanje zemljišta, onda je utvrđeno da je tu neko u nekom trenutku, prethodnih 20-30 godina, odlagao ogromne količine opasnog otpada. Во Италија, од 1986 година, постои посебна полициска единица за борба со еколошкиот криминал. Српското МВР има таква единица од 2022 година. Во блиска иднина, во соработка со италијанските карабинери, таква единица треба да се формира и во македонската полиција. Проектот има две компоненти, од кои едната е за јакнење на институционалните капацитети за борба против кривичните дела со културното наследство, а втората компонента против животната средина. Во рамки на проектот се планира формирање на специјализирана истражна единица во МВР, која ќе биде насочена кон истраги на кривични дела, поврзани со злоупотреби со отпад и загадување на животната средина. Дополнителни информации за бројот на припадниците и времето на отпочнување со работа ќе бидат соопштени по завршување на организацијските и кадровските подготовки. Еколошкиот криминал во Македонија има добиено димензија на сериозен криминал и спаѓа меѓу најсериозните потежи на кривични дела, ни објаснија во јавното обвинителство. Во оваа институција велат дека постојат индиции за меѓународен пат на отпадот и затоа овој криминал ја има добиено таа димензија. Докази се уште нема, бидејќи сторителите на кривичното дело имаат право да лажат во постапката, да не откријат од каде им е отпадот и да не одговараат за лажно сведочење. За лажно сведочење одговараат сведоците во постапката. Обвинителите се обидуваат преку документацијата на фирмите да ја извлечат таа поврзаност. Јавната обвинителка Елена Жакула работи на предмети за еколошки криминал со отпад и го забележува зголемувањето на овие дела. Законодавецот ја препозна потребата да се интервенира во казната кој овој вид на кривично дело, бидејќи можеби на таков начин овој тренд на пораст на овој вид на кривични дела ќе се намали. По трендот на зголемување на кривичните дела се зголемија и казните. Казните зависат од видот на отпадот кој што се селектира, односно се одлага на овие депонии и од последиците кои што се предизвикани. Казната е од 1 до 10 години. Меѓутоа, доколку станува збор за опасен отпад, тогаш казната е значително поголема и е најмалку 4 години. Дали кога ќе знае сторителот каква казна му се заканува да му биде изречена, ќе биде поважен профитот кој што ќе го оствари од нелегалното собирање, транспортирање и управување со ваквиот вид на отпад. Казните се зголемени во март 2024 година. Во обвинителството укажуваат дека овој криминал се открива со надзор во превентивна смисла и со ангажман на сите институции, и на цариниците, и на полицајците, и на инспекторите. Еколошкиот криминал е навистина една катастрофа. Не само што се загадува воздухот, таквото загадување на воздухот, почвата и водата имаат директно влијание на здравјето на граѓаните. Треба да се превенираат последиците од евентуално сторување нова кривично дело. Токму од оваа причина говорам дека секој од нас е општествено одговорен. Каде, како и каков отпад одлага или пак фрла. Секако дека обвинителството, кога стапува на сила, веќе последиците се настанати. Токму затоа, оваа општествена свест треба да биде на едно многу повисоко ниво, за да се спречат понатамушните последици од истото. Обвинителката работи на случаите во кои депонии летово гореа во Скопје. 2 дена пред пожарот во Визбегово, ние бевме до депонијата што гореше. На оваа снимка се гледа купот старо железо, изгмечените автомобили кои што потоа гореа. На запрената снимка се гледа дека на дел од автомобилите не им беа извадени гумите, а пред депонијата се наоѓаа едно големо буре и дрвени пелети. На депонијата имаше и најлони.
2 дена потоа, од сите страни на Скопје се гледаше и чувствуваше густиот црнчат од депонијата, што се гледа и на овие хеликоптерски снимки од МВР. Ние се вративме на местото кога црниот чад веќе не беше видлив, но депонијата се уште гореше, а пожарникарите се обидуваа да го стават огнот под контрола. Обвинителството во интензивната фаза од истрагата не може да открие дали собствениците имале нешто што не смееле да го селектираат, ниту дали ги надминале дозволените количини. Законски изигрувања сепак се откриени, како и нелегално депонирање на соседна парцела. Како специфика за овој отпад што сакам да истакнам сега е дека станува збор за легален отпад кој што ги претходно ги добил сите дозволи од надлежните институции, меѓутоа моја претпоставка е дека растичкиот профит од тргување со отпадот на некој начин ги поттикнало, предпоставувам, да направат некои отстапки или пак изигрување на законските одредби и да постапуваат по-различно од она што го имаат во дозволите. Тука констатиравме конкретно определени недостатоци и законски изигрувања кои што дополнително ги испитуваме. До овој момент колку што е обработена сметководствената евиденција на ова правно лице, поголемиот дел од отпадот е од домашни правни лица и од физички лица, секако со кои што имаат склучено договори за одлагање на отпад конкретно на таа локација. Локацијата е во близина на границата со Косово. Лицата кои што се вклучени во случајот се 2 лица од Велес и лице кое што е собственик на приватниот имот. Тоа барем беше во јавноста соопштено. Поради близината на границата со Косово, дали можете да кажете дали истрагата може би оди во таа насока да се провери дали постои некој прекограничен елемент во кривичното дело? Во овој момент ваква индикација сме немале, меѓутоа доколку се појави при деталната анализа на која што се уште се работи, секако дека ќе бидат уклучени и ќе се бара соработка и другите држави. Што правеле и зашто го собирале тој отпад собствениците на фирмата? За понатамошен транспорт и извоз, претпоставувам. Значи не е јасно за што... Не се работиме на откривање на крајната дестинација на отпад. Во документацијата стоело дека пресуваните автомобили се без гориво во нив. Обвинителството истражува што сепак го иницирало пожарот. Бирото за јавна безбедност забележува тренд на шверцување странски поволни возила, кои во Македонија се демонтираат. На подрачје на Северна Македонија посебно актуелен е и трендот со криумчарење на странски половни возила, од кои дел се препродаваат како половни, а дел се растураат и се користат за продажба на делови. Криумчарењето на странските половни возила најчесто се врши преку источната граница со Бугарија, зашто разузнавачките сознанија предупредуваат за постоење на изразена корупција и криминална инволвираност на царинските службеници. До депонијата со пресувани автомобили во Визбегово на патот кон црквата Свети Атанаси се наоѓа огромна дива депонија, видлива од автопатот кон косовската граница, но и од сателит. На влезот на патот кон црквата стои надпис дека имотот е приватен и дека се снима со камера. Неколку минути по нашето доаѓање пристигна сив автомобил со 2 повозрасни лица, маж и жена. Мажот рече дека просторот е нивна сопственост и дека некој постојано им фрла отпад. На прашањето зошто не побара помош од некоја институција, тој скептично праша: од која институција? Летово оваа депонија гореше неколку пати, а во медиумите беше нагласено дека таа со децении ги труела скопјани. На некои места и по скоро 5 месеци се видливи траги од горење. Покрај стар мебел, градежен шут, стари гуми, бали со алишта и домашен отпад, на повеќе места на депонијата се наоѓаат и азбестни плочи. Кон крајот на јуни, Центарот за управување со кризи објави дека е испратен допис до град Скопје, сектор за јавна хигиена, и до општина Шутооризари,
суитни препораки за преземање мерки. Постои сомневање дека пожарите се подметнати, стои во соопштението од ЦУК, во кое се бара обезбедување на чуварска служба и интензивирање на инспекцискиот надзор против незаконското фрлање отпад на локацијата. По скоро 5 месеци на нелегалната депонија и натаму се трупа отпад. Труењето на скопјани со запален смет продолжи со горењето на стара електронска и електрична опрема, отпадни батерии, акумулатори и отпадни тонери во Трубарево. Четата за атомска, биолошка и хемиска одбрана била ангажирана од страна на обвинителството за испитување на загадувањето на воздухот. Нивоата на загаденост се мереле од 1 до 9. Оваа чета утврдила загаденост од над 9 и препорачала евакуација на населението. На крајот, ниту еден жител доброволно не се евакуираше. На некој начин пожарите беа индиректна причина за ние да откриеме што всушност се случувало на таквите отпади. Како што ви кажав и претходно, се наоѓаме во една сензитивна фаза, значи возградуваме целокупната документација и работиме на конкретно откривање на отстапките кои што кај овој отпад се констатирани. Според Македонскиот државен завод за статистика, во земјата меѓу јануари 2015 и август 2025 година легално се увезени вкупно околу 2,2 милиарди килограми отпад. Од тие вкупни количини, најмногу отпад е увезен во 2017 година. Под царинскиот код за електричен, електронски и отпад од акумулатори од 2015 до август 2025 година увезени се над 46 милиони килограми отпад. Најчесто таквиот отпад се увезувал од Косово, Албанија, Србија и Бугарија. Сепак најголемите количини отпад или скоро 2 милиарди килограми се увезени под царинскиот код за други отпадоци и остатоци. И тука Бугарија, Србија и Косово предничат во извозот на отпад кон Македонија. Што се влегува во Македонија, кој што може би не влегува под графата енергенс, отпад како енергенс, не можеме да тврдиме, не можеме да гарантираме, затоа што има еден сериозен проблем меѓуинституционален, неусогласена терминологија и номенклатура за видовите на отпад. Имено во Министерството за животна средина се води отпадот по 3 номенклатури, на 3 листи. 2 се како различни шифри, зависно од тоа според која конвенција европска за отпад се систематизирани, а третата листа е според потребите на царина, таа е листа со тарифни броеви. Под една номенклатура може би под една шифра или тарифен број ќе го увезе некој надворешен добавувач отпадот, овдека ќе го заведат на царина по некоја под друг тарифен, под некаков тарифен број кој што ќе речат да, ова одговара на тој вид отпад. Во нашето министерство ќе издадат дозвола можеби по некоја од листите што се шифри за дозволен отпад, но во сето тоа има поголеми или помали неусогласености и тоа може да предизвика практично голем проблем и голем злесна непосакуван отпад во државата. И тука е сомнежот од сето она што можевме да го дознаеме како екологисти, една од игрите околу отпадот е во играта со тие различни номенклатури. Според податоците на Евростат од 2015 до 2024 година, од Европската унија во Македонија се увезени скоро 809 милиони килограми отпад. Тој чинел над 304 милиони евра. Во Македонија е забрането внесување отпад како енергенс. Криминалците се креативни во нелегалните активности со отпад. Во Германија годинава беше откриен случај во кој криминална мрежа закопувала опасен отпад под темелите на градилиштата и го фрлала во вештачко езеро. Нема македонски државјани вмешани во случајот, но во германската полициска статистика од 2015 до 2024 има 125 македонски државјани поради неовластено ракување со отпади, како и 2 за нелегален увоз, извоз и транзит на отпад. Отидовме во Германското сојузно министерство за животна средина во Берлин, за да прашаме дали некој воопшто контролира каде се прават извозите на отпад.
Und wenn ich jetzt aus der EU zum Beispiel eben Kunststoffabfälle in einem anderen Land außerhalb der EU recyceln lassen will, aufbereiten lassen will, reinigen lassen will, um daraus dann später einen zweiten Kunststoff zu machen oder Sekundärkunststoff, dann muss mir die Anlage, die Recyclinganlage, zum Beispiel in der Türkei oder eben auch in Mazedonien oder in Serbien, je nachdem, wo sie eben gerade ist, quasi einen Nachweis geben, dass sie nach den Standards der Europäischen Union auch entsprechend recyceln kann. Das ist wichtig. Ich darf nicht in eine Anlage exportieren, die im Grunde genommen die Standards der Europäischen Union nicht einhalten. Wird dann die Verwendung weiter kontrolliert oder glaubt man an den Behörden vor Ort, dass alles richtig gemacht wird? Die Behörden können immer kontrollieren, Kontrollen durchführen. Es werden auch regelmäßig... Ich rede über die deutschen Behörden. Genau, wir reden nur über die deutschen Behörden. Die deutschen Behörden können immer Kontrollen durchführen, Stichproben ziehen. Das kann der Zoll zum Beispiel über bestimmte Müllchargen. Er kann Verdachtsfällen unbedingt nachgehen. Das ist auch wichtig, denn es gibt immer wieder illegale Entsorgung. Es gibt immer wieder illegale Abfallexporte. Das ist uns bekannt. Das hat auch zum Teil zugenommen, nachdem der chinesische Kunststoffmarkt, also der chinesische Markt für das Kunststoffrecycling im Grunde genommen abgeschlossen worden ist, nachdem die chinesische Regierung beschlossen hat, die Exporte, die Einfuhr von europäischen Kunststoffabfällen deutlich restriktiver zu handhaben, teilweise auch zu unterbinden. Und deswegen ist es wichtig, dass Behörden kontrollieren können. Und das tun sie auch. Организацијата Greenpeace тврди дека таа контрола недостасува и наведува пример од 2021 година со околу 140 контейнери полни со германски пластичен отпад, а конфискувани на турско пристаниште. Контейнерите потекнуваа од германски компании. Ни една компанија, ниту некој германски орган беа подготвени да го организираат враќањето. Некои контейнери беа испратени во други земји, вклучувајќи ги Виетнам, Хрватска, Велика Британија и САД. Како што покажува примерот со контейнерите, но и другите наши истражувања, трговскиот синџир често е сложен со бројни посредници. Истовремено, недостасува доследна контрола врз огромните количини. Една од главните причини зошто оваа нелегална трговија е профитабилна за германските компании лежи во разликите во трошоците. Стручната рециклажа или термичката обработка на тешко рециклирачка пластика во Германија е релативно поскапа и строго регулирана. Преку извозот, легален или нелегален, овие трошоци можат драстично да се намалат или целосно да се избегнат. Синџирите на снабдување се нетранспарентни за надворешни лица, а одговорноста лесно може да се префрли на подизведувачи и посредници. Австриската канцеларија на Greenpeace летово објави дека со уреди за следење на локацијата 9 месеци го наблюдувала патувањето на 20 парчиња донирана облека, кои вкупно поминале речиси 81.000 километри, или како 2 пати да го обиколиле светот. Тие биле дистрибуирани низ 3 континенти во 9 земји без функционални системи за отпад. На крајот, дел од облеките останале во магазини, а дел биле изгорени како гориво во фабрички печки. Европол годинава изнесе проценка дека засилената нелегална трговија со отпад во следните 3 години ќе бележи раст во обемот и софистицираноста, наведувајќи пример од Хрватска. Криминална мрежа го оркестрирала нелегалниот увоз на опасен отпад од Италија, Словенија и Германија во Хрватска. Наместо правилно да се третира и отстранува, отпадот едноставно бил закопан или фрлен на најмалку 3 локации. Со отстранување на медицински или опасен отпад во Хрватска, без да се третира на каков било начин, криминалната мрежа ги заштедила трошоците поврзани со оваа постапка и ја присвоила разликата. Се проценува дека најмалку 35.000 тони отпад биле нелегално отстранети на овој начин, генерирајќи профит од најмалку 4 милиони евра за криминалците. Српската обвинителка комуницирала со хрватска колешка за овој случај, но и за откриени закопани мешани отпади во буриња во Србија, како и за отпади оставени во напуштени фабрики.
Добила совет државата отпадот да не го одзема трајно. I ona je rekla da je sve to sjajno što su oni otkrili, ali da je najgore što ko će izmestiti i ko će uništiti taj otpad. On i dalje stoji na mestu gde je pronađen. Во друг документ на Европол, објавен во 2022 година, се нагласува дека криминалните мрежи на Европската Унија се повеќе се насочени кон Централна и Источна Европа за трговија со нелегален отпад произведен во Западна Европа. Во октомври 2019 бугарските власти на пристаништето во Варна запленија италијански отпад, увезен од фирма на македонските државјани Горан Ангелов, во тоа време директор на депонијата Дрисла во Скопје, и Блажи Гњатовски, како и на италијанците Винченцо Трасари и во меѓувреме починатиот Ецио Бушче. Тогаш медиумите јавија за 25 контејнери со 500 тони токсичен цврст и течан отпад, кој што требало да биде изгорен во термоелектраната Бубов дол. Бугарската царина ни открива дека станувало збор за многу поголема пратка. Во случајот што го спомнавте, стоката беше повторно извезена, вратена во Италија на почетокот на 2020 година по одлука на обвинителството. Тие беа дел од поголема пратка од вкупно 127 контејнери со отпад, од кои сите беа вратени во Италија. Прашавме во Дрисла дали имало обид за депонирање на странски отпад. Јавното предпријатие Дрисла Скопје нема дозвола за увоз на отпад и никогаш на депонијата не бил примен отпад од странство. Покрај јавни комунални предпријатија, на Дрисла отпад носат и приватни компании. Приватни компании на депонијата Дрисла носат само индустријски отпад, технолошки отпад, градежен шут, прехранбени стоки, медицински отпад и лекови и отпад кој содржи азбестни компоненти. Јавното предпријатие Депонија Дрисла за наведените видови на отпад кои ги прима и третира на депонијата Дрисла склучува годишно над 1500 договори. Меѓу 2014 и 2024 година са над 2 милиони тони е зголемено количеството на отпад што годишно се депонира во Дрисла. Назад во Бугарија. Покрај од Италија, во бугарските цементарници и термоелектрани се согорува и отпад од Софија. Од неделно собраните околу 8000 тони отпад, 3000 одат на согорување. Во Софија имаат интерес да го извезуваат бугарскиот отпад во Македонија, а таков контакт веќе имало. Търсихме контакт с Македонија, Зорица се казваше дамата, която беше на посещение тука. Не можахме да продължим повече контакти. Тя имаше вариант и за Сърбия, и за Македония да търси, но не можахме, нямахме после резултат в продължение, но сме готови, пак отворени сме във всеки един момент да работим в това направление, тъй като това за нас представлява особен интерес. Намерата за редовен увоз на италијански отпад во Македонија преку фабрика за рециклирање во Гевгелија беше спречена по протестите на жителите пред 5 години. Отпадот требаше да се носи во околина на фабрики за производство на храна. Се работеше за увоз на отпад од Италија, значи не наш отпад, него увоз на отпад од Италија во количина од 250 до 300.000 тона годишно, комунален и индустријски отпад. Каква е таа количина? Ќе ви кажам дека Гевгелиска општина на годишно ниво произведува негде околу 20.000 тона отпад, комунален и индустријски, значи не е ни една десетина, додека Македонија на годишно ниво произведува негде околу 800.000 тона. Замислете, тоа е половина отпад што го имаме во државата, што го продуцираме секоја година, требаше да го увезуваме од Италија. Овде, во ова така наречена фабрика, да се само селектира и потоа во форма на дали спакувани бали или дали спакувани некои малички чипсови или не знам што, да се транспортира до потрошувачите. На овој графикон од Државниот завод за статистика се гледа создадениот и собран комунален отпад во Македонија. Разликата помеѓу завршува на диви депонии. Нивната бројка е над 2000. Дивата депонија во Василево летово гореше неколку пати по нашето снимање. Од СВР Струмица не известија дека е пријавен само еден случај за пожар на таа депонија.
Ве известуваме дека пријави против сторители полицијата поднесува во случаи кога инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување утврди дека во конкретните случаи постојат елементи на кривично дело предизвикување општа опасност по член 288, а во случајот во село Василево од страна на инспектор од ДЗС не се утврдени елементи на ова кривично дело. Во врска со нелегално согорување на отпад, ве известуваме дека истото е во надлежност на Инспекторатот за животна средина. Градоначалникот на Василево неколку недели по нашето снимање ја исчисти депонијата со известување дека нема да се дозволи повторно создавање на еколошка бомба. На почетокот на ноември, на делови од просторот повторно има отпад, па дури и асфалт, како символ за нелегалните патишта на отпадот создадени од поединци и фирми, но и од институции.